Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, почитувани, и добродојдовте во поеточното издание на Гласот на народот. Во една демократска држава постоја три столба на власта: законодавната, извршната и судската. Но кога судската власт ја губи довербата кај граѓаните, државата стои на најслаби нозе. Во вечерашното издание Гласот на народот ќе зборуваме за правната сигурност, честите измени на законите и за тоа дали Македонија може конечно да изгради стабилен и предвидлив правен систем. По скандалот со забраната на влез во Бугарија на нашиот еминентен адвокат и македонец пред се, Тони Менкиновски, повторно се отвора прашањето дали Европа навистина ги штити човековите права или политиката се уште стои над правото. Дали Македонија може да направи вистински ресет во обвинителството и судството? И дали правната сигурност е темел на државата или само декларација на хартија? Во студиото, почитувани, веднаш ќе ги представам, бидејќи имам еден редослед, знаете. Тоа е професор доктор Јове Кекеновски, универзитетски професор. Добро вечер, добро. Добро вечер, добро најдов. Благодарам за поканата. Чест и задоволство, и магистер Јасмина Велишкова, советник во Кривичниот суд Скопје и председател на независниот судски синдикат. Добро вечер и добро дојдовте. Благодарам на поканата. Знаете дека, почитувани, на почетокот да ве поздравам од моите соработници, мојот тим, Кристина Томич, мојот главен продуцент и дизајнер на овој проект, нова програма, Иван Алексовска, главен инженер, и Владимир Котевски, програмски уредник или програмски директор, речем, секој случај кој дава од себе секојаш оваа емисија да има свој фидбек, како што доликува и заслужува. Најпрвен би замолил да додиме со поздравот до вас, испратен од мене во рамките на рубриката "На срце ми лежи, на душа ми тежи". Еден джингл и се враќам во студиото. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Најголем избор на ТВ канали вклучени во преплатата. Гледај над 300 ТВ канали. Враќаја програмата во живо до 7 дена наназад и уживај во видеотека со над 10.000 филмови и серии. Искористете ја ексклузивната можност да ја пробате нашата стриминг платформа Move. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Ќе биде кратка ова рубрика "На срце ми лежи, на душа ми тежи", со оглед дека сакам да бидам парламентарен во оваа емисија. Имаме многу теми, а заслужува повеќе внимание ова рубрика да се збори, да се апострофира за она што се случува во Македонија. А ја во завршните денови на ова недела сакам тоа да го артикулирам. Да, избираме нов јавен обвинител, кој дефинитивно треба, реков почитувани, ова е последната страница од приказката Македонија. Не сакам дефетистички да звучам. Македонија секогаш ќе постои. Ние сме само патници низ времето. Таа постои откако постои светот. Но дали политиката и натаму ќе постои, верувам нема да постои, ако овој пат се сгреши. Зошто? Бидејќи сите овие 35 години изминати, донесок бевме во ситуација стани, падни, паѓај 1000 пати и не станува никогаш. Зошто? Политиканството, медиокритетството, не е љубамото избор да употреба, меѓутоа
Таква е. Тој начинот на дефинирање на тој статус на човековиот род и вид, од причина што не знае да бара прошка на сторените гревови или проформа. Знаете, кој ќе дојде прошка, прости ми ти простувам и така натаму, а другиот ден бетер сме. Гладиатори број 1. Значи, канибали безбројни. Зошто? Бидејќи доаѓаме на сцената и забораваме дека сме слуги на народот. Слуги сме на народот, почитувани како политичари, како ќе зборам, ја не сум политичар, во овие сите 35 години регрутирав многу политичари, молјувам да кажам, не дека јас сум ги делегирал, туку јас сум ги поканувал, разговарав со нив, ги представив вам, ги представив и ги молев секојаш да бидат искрени, честни, македонски настроени, да не го лажат народот, да не го крадат народот, да не го продадат и предадат народот. Но што имаме зад нас? Предавство, велепредавство. Избираме обвинители во фиоки, си ги час, не можете да ме видите до војагол, меѓутоа фиоките се полни. Не може да се затворат. Од делата, кривични дела, злодела, внимавајте, злодело, да ја продадеш и предадеш Македонија. Председателот на државата, поранешниот, јас не љубам да речем, председател е тој, господин Ѓорѓе Иванов, излезе со изјава дека е продадено 150 милиони евра, само да се тие. Но друга ситуација, обвинителот ни допрен глас на високо позициониран политичар. И од тоа ништо. Се надам дека во овие денови кои престојат во рамките на наредната недела, треба да очекуваме новиот обвинител. Јас никош не се излажав во моите проценки, но кога ќе речем дека во последната страница за вистината и приказната за Македонија, прво нему ќе му се обратам. Ако сметате, господине Ненад Савовски, дека сте подготвен и готов во секое време да се справите со најголемиот криминалец, злосторник, предавник, ве молам прифатете ја. Ако не сте подготвен за волја на вистината, немојте да го прифатите тоа. Но верувам у вас. И јас ви ја кажав од прва рака суштината и судбината на моето дете. Не сакам претенциозно да звучи, но фактички. Синоќа на програмата на некои телевизии видов, тоа се агенцијска вест беше, директорот или председателот на комората на лекарите вели нашето здравство и систем е лош. Значи самиот председател на комората председател. Значи лош е. Неисправен. Ама многу не критикуваат. Внимавајте која перверзија у раскош. Госпоđo директорке, не ви го знам името докторке. Ако не умеете, знаете, заминете. Вие сте должни да му служите на народот, да лекувате, не да убиете. Мојата маленкост година дена плачена со свениот гроб, мојот гроб, иако не сум влегол во него, така сакале, ќе му утепаме детето, а тој самиот ќе умре од мака. Мака ми е, што многу деца се под земјата, лекарите велат, само црната земја ги покрива нашите гревови. Ако вие кажавте дека е криви нашето здравство и систем е нула, тогаш ве молам, немојте да ги заштитите. Вие им давате ветер у грб. И тие продолжуваат. Ако подопрен глас има дека таа дотична господја професор, доктор или бајрактарка на Саредна револуција, Сонја Ставрич, што им и презиме одам, под истражувачко новинарство на новинари, кажале дека кривични дејанија направила. И во таа хематологија, онкологија, да не ги бројам, и стотина луѓе замина од овој привремен живот. И јас сакам, секој да ви кажам, искрено си го гушнам синот. Звучи, да, морам, на срце ми лежи, на душа ми тежи. Да ставиме крај. Заминете си. Заминете веднаш, уште утре. Тоа го бара народот. И на тие дечиња што замина да се провеселат, да речем, да го поминат ноќите до пенува убаво, и тие не се виновни. Јас се сочувствам на мајките, татковците, кон мајките, татковците, за сите што помина. Толку е на срце ми лежи, на душа ми тежи. Ивана, те молам, само еден джингл и се враќаме повторно седете. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек.
еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Да, драги мои, форматот е 2+1, двајца гости и јас и 90 минути, значи имаме фудбалски надпревар. Убаво презентирање на фактите, вистината. Ова емисија не би била гласот на народот ако ги немаме македонците во светот. Затоа, од денеска почнуваме со нашата рубрика Македонско срце низ светот. Можеме да имаме тој телоп да го видите, а веќе како мој прв соговорник ја имам Маја Ѓоргиевска, председател на Демократската партија на македонците во Србија. Добро вечер, госпоѓа Ѓоргиевска, и добро дојдовте во новото издание на Гласот на народот и во оваа рубрика Македонското срце низ светот. Добро вечер, голем поздрав за сите во студио и голем поздрав до вас, почитуван господин Слободан. Задоволство ми е што секој ќе каже, ќе повторам и ќе нагласам, да далечината го зближува народот, а туѓата болка не се чувства на собствената кожа. Ова има една спротивставена една символика, бидејќи ќе речеме, кај вас е патриотизмот вклесен во вашите дамари, во вашите вилги, бидејќи штом си подалеку во државата, ја сакаш, ја љубиш матицата и како. А во самата држава знаеме да ја плукаме, знаеме најлошо да збориме за единствената Македонија, која не е виновна за нашите злодела. Маја, како македонци, ја реков дека вие се борите срчено, вздушно за нејзината приказна. Што има ново кај нас, нашите македонци во Србија? Па јас во името на Демократска партија на македонците сакам да го представам нашиот сајт Демократска DPM Srbija.rs, кој го покренавме со цел македонската заедница да постане повидлива во Република Србија. Македонците во Србија се дел од општеството со долга традиција и значаен придонес кој го дававме во развојот на оваа држава. Но зачувување на јазикот, културата и идентитетот бара појасна работа и организираност. Затоа го покренавме овој сајт како платформа на која ќе објединуваме информации, културни иницијативи и активности со цел на зачувување на македонскиот идентитет. На сајтот посетители можат да најдат информации за работата на Демократска партија на македонците. Посебно внимание сакаме да посветиме на јазикот, културата и образованието, како и соработка со македонски организации во регионот, али и во Европска унија. Сакаме да нагласиме дека македонска заедница ги почитува законите на Република Србија и дека сака своите права да ги користи на начин што придонесува на развојот на општеството, а истовремено се извинувам, нешто се прекину. Да, бидејќи добро, одиме, повелете. Да. Секако сакаме да го сочуваме својот идентитет во Република Србија. Нашата цел е диалог, соработка и институционален развој на македонска заедница во Република Србија. Маја, бидејќи емисијата е интерактивна и ќе најдем на разбирање од гледачите, со оглед дека за доброто, за волја на вистината добиме информација од прва рака. Имавме случај во нашата Австралија, јас ќе кажам нашата Австралија, бидејќи македонците се први таму кои ја населија како дојденци, како печалбари. Најстара диаспора е македонската и тоа пред хрватите, пред србите. Значи, како Кристофор Колумбо кога откри Америка, така има македонците, со добра волја го кажам, значи имат тоа се 100.000 македонци во Австралија. Не им дозволиле да го употребат македонското знаме, значи она автохтоното наше знаме, а за волја на вистината во Србија ви дозволиле. Дали точно? Така е. И не само што ни дозволиле, тоа е официјално знаме кој мораме да го користиме овде во Србија. Немаме право да ја користиме
користиме знаме на Република Македонија, него ово кутлеш сонце кое е усвоено така. Јас ќе му кажам една благодарност на господин Вучич, навистина, што еве дозволи, за разлика од другите што љубат, и сами македонци тука љубат да го кажат тоа ругло име, како да се во некој казино и да се на слот машина и колку пати ќе го кажат тоа за ругло име, толку по едни по 500 евра, по 200 евра и паѓат. Маја, ти благодарам многу. Првично, Ирлија нека биде за првата наша рубрика во ова наша интерактивна трибина Македонското срце ни светот, што го промовирав токму со тебе. Се слушаме во наредната емисија. Поздрав до нашите македонци во Србија. Благодарам уште нешка. Ивана, идеме уште што еден джингл и официјално ја стартуваме емисијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Четвртина век, 25 години, една емисија, еден човек, еден народен глас. Подсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич. Клучот на демократијата. Да, почитувани, еве најкратко, професоре, што ќе кажете за овој убава вест од Белга, што стигна дека знамето од Кутлеш веќе е официјално за употреба и обврзувачко на нашата политичка партија на македонците во Србија, при тоа да официјалното државното знаме да не биде употребено. Јас го поздравам господинот Вучич и власта, кој некој ще преферира, знаете сега што ќе рече да рече Сијана Слобода, ево, Томич, Србин, то тука пропагира српска политика, што врска нема. Јас пред се гор сум што сум Србин по народност, македонец од душа, но не видов тие така наречени македонци, а по потекло од соседна Бугарија, соседна Грција и така натаму некои, кои ветуваа на почетокот, че ги сечеме канџите на орлите и сето тоа, на крајот да се трансформират и се вратат во постоечката и основната ситуација, кои се и што се. Дали Македонија треба да има еден анимозитет кон своите соседи, особено да има респект према тие соседи кои подадаа рака кога секојаш не било најтешко? Повеќе од јасно дека треба да имаме најнапред добри односи со сите соседи. Жално е што ни се случува со источниот сосед, што ни се случи со и се уште за жал ни се случува нели со јужниот сосед. Односите со Албанија се на едно подобро, завидно ниво, со Косово исто така. Меѓутоа факт е дека во однос на тие во однос на коректноста, во однос на меѓусебната почит доминираат нашиот северен сосед, доминира во смисла да со нив немаме никакви проблеми и од тука ова е навистина голем гест што им дозволија, ако ние не можеме нашето знаме од Кутлеш, ако ние забрането да го користиме во нашата држава, евето нашите македонци може да го користат во Србија и тоа на политички субјект да биде официјално знаме, бидејќи сепак се регистрирана политичка партија согласно законските прописи на Србија, од една страна, од друга страна, тие покажуваат голем ентузијазам, покажуваат голема активност, се гледа дека се заинтересирани и јас сум сигурен дека за брзо време ќе го најдат своето дел од кандидатите на престојните парламентарни избори кои што треба да бидат оваа година или евентуално до година, колку што слушаме од председателот Вучич, сметам дека во коалиција, ако не настапат сами, тогаш во коалиција може да бидеме и сведоци, да имаме своји представници, македонци, во српскиот парламент и тоа би било голема работа, дополнително би ја зајакнало и онака добрата и коректни односи кои што ги имаме со нашиот северен сосед. Госпожо Величковска. Јас исто би им порачала на нашите македонци што се во соседните држави
да го чуваат тој патриотски дух заедно со нас, ние заедно на македонски чукаат нашите срца заедно ја градиме оваа Македонија, иако се надвор од државата, да бидат горди на својот јазик, на својот патриотизам, традицијата и само храбро. Во секој случај, рековме дека сепак се движи и во тоа нагорна линија, но и на домашната сцена. Имајќи факт дека секојаш ќе направиме реформи, мораме правосудниот систем како трета власт, судската власт да биде како што треба и така натаму, заборавајќи во еден период кога avec plaisir, што викат французите, на тасна му се дадал на СДСМ да се избере 450 суди преку ноќи, да биде еден парадокс на сите парадокси, партиско судство. Од таа дистанца до денеска имаме на фараонска новинарска забелешка судско владење. Така имаше еден ваши колеги што беа минатата емисија тука, вели таткото судија, мајката судија, внукот обвинител и да не ги бројам. Значи, судското стебло е евидентно, да не речеме и во обвинителството. Ние го очекуваме тој ресет и дали е тоа само една фикција или е прагма, во секој случај дека ќе се оствари, имајќи факт дека господинот Мицковски, јас тоа што го дадох како најава дека овој последната страница, професоре и госпоѓа Величковска, за Македонија не е дефетистички, тоа е вистина. Ако не ја средиме државата сега, ќе ја нема. Ако не ги се ослободиме од криминалците, од криминалот, корупцијата, предавствата, тогаш дамбетер ќе нема. Како ја гледате вие фактичката ситуација дека се прават напори да се сменат овие лоши до сега навики и кога казнивоста станува закон? Неказнивоста. Да, јас дозволите ми да се навратам наназад. Ние веќе 31 година постојано говориме за реформи во судството, борба против корупција, криминал. Постојано слушаме некои реформи, меѓутоа, повторно сме на исто дереже, да не речам дека и многу назад, многу повеќе назад сме отидени од причина што таа пракса на неказнивост стана некако секојдневие. Едноставно, видовме сиве овие години суди и обвинители кои што преку ноќ лесно го преоблекуваат својот дрес, кога една политичка партија и служат на една политичка партија, кога е друга политичка партија и служат на другата политичка партија, и тоа е недозволиво. Повеќе од јасно дека е недозволиво и затоа довербата во судството е некаде околу 2%. Ова не е последна страница, ова е последна шанса на Република Македонија и чинам дека таа им е мощна, добро позната на политичката партија на ВМРО-ДПМН која што е на власт и на премиерот Мицковски, и оттаму јас во неколку наврати, бидејќи честопати сум можеби еден од најголемите критизери на состојбите во правосудството, кога говорам правосудство, мислам и на судството и на обвинителството, мислам. Сериозни забелешки имам на тоа и ме радува мене што и премиерот во неколку наврати рече дека ќе има радикални резови во делот на судството и тие мора да продолжат. Можеби не со таа динамика која што ја очекуваме, меѓутоа добро е дека е мрднато од мртва точка, а дека е мрднато од мртва точка ни покажува и последниот извештај на европратеникот Вајц, кој што имаше еден избалансиран извештај, меѓутоа повторно ги повтори сите оние забелешки кои што ги имаме со години назад, значи борба за владење на правото, борба против корупцијата и криминалот, реформа на администрацијата. Ние гледаме дека сите овие три работи се веќе отпочнати, многу далеко сме отидени во однос на претходната власт. Еве во делот на борбата со криминалот и корупцијата ќе кажам, јас тука ги запишав сите зборови кои што ги искажа министерот за внатрешни работи, кој што пред неполни 10 дена излезе со една фантастична информација и една мощна јасна информација која што оди во прилог дека работите се мрднати нели од нулта точка и одат во позитива, кога зборуваше за процесирани кривични дела за корупција и економски криминал. И тој направи една споредба од 2023 до 2025 година
И значи еве за гледачите да им биде појасно, ако во 2023 година имало процесуирани 125 кривични дела, во 2025 има 290 кривични дела. Што значи пораснато е за отприлика 1 према 2,5 отприлика. Во делот на сторители на кривични дела, ако во 2023 година сме имале 185 процесуирани сторители на кривични дела, во 2025 година имаме 678 сторители. Повторно еден драстичен пораз во сооднос 1 према 1,4. И штетата што е сторена по однос на буџетот исто така беше наметната како информација во јавноста, што е добро. Ако во 2023 година имаме процесуирани кривични дела, со кои е сторена кривична дела, тоа се 5,9 милиони евра на буџетот на Република Македонија, во 2025 година имаме 380 милиони евра. Што значи соодносот 1 према 62 према 63, може би 65. Јасно укажува дека сме мрднати од таа точка во делот на корупција. Во делот на реформите на администрацијата, министрот кој што од политичката партија која што е во коалиција со ВМРО ДПМН, гледам дека работи на сериозни измени на законот за државни службеници и таму ќе има доста новини, каде што конечно ќе завладее мерит системот и мислам дека ќе ги немаме тие. Тие закони набрзо ќе дојдат во делот пред собраниските, пред пратениците во собранието и ќе бидат, се надевам, изгласани на општо задоволство на сите. Значи мораме да очекуваме и конструктивност, треба да очекуваме дали ќе бидат конструктивни или пак ќе продолжат и понатаму, говорам за опозиција, тоа е друго прашање. И во делот на владењето на правото, еве се превземаат одредени мерки, во делот на правосудството беше изгласана, ако се сеќавате, недоверба во собранието на членовите на Советот на јавни обвинители, еве сега ќе имаме нов јавен обвинител, оној претходниот си поднесе оставка. Јас навистина не го знам новиот јавен обвинител, читајќи ја неговата биографија, можеме да видиме дека се работи за сериозна особа која што нема некоја црна дамка и особа која што обвинител кој што досега и како судија и како обвинител водел сериозни судски процеси. Да се надеваме дека, иако тој е дел од постојната екипа, јас една од забелешките ми е дека законот за јавни обвинители е навистина рестриктивен, бидејќи овозможува да се кандидираат само суди и обвинители кои што имаат 10 години стаж. Ако се навратиме наназад малку, ќе видиме во поранешно време, кога јавен обвинител можеше да биде и човек професор, можеше да биде човек важно од правото, меѓутоа не мораше да биде стриктно јавен обвинител, може да биде и адвокат на времето. Чинам дека поуспешни беа јавните обвинители и полесно се справуваа со политичките притисоци. Откако се смени, откако ги донесе овие закони, подлегнаа некако под притисокот на политичките партии. Тоа беше започна уште од времето на тефтерчето на Гоца. За жал продолжи мощне безобразно, мощне дрско продолжи во времето на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и еве сме на праг да очекуваме од јавниот обвинител да го прекине. И кога велам, тој потекнува од истата таа афела. Тој можеби нема учествувано во сите оние насотии што ги слушаме, нели, што се случувало, како се судело по нарачка од страна на политичари, како обвинители се договарале за одредени местење на кривични дела. Меѓутоа потекнува од тој дел и тоа можеби ќе му биде еден баласт во тој сегмент, меѓутоа да се надеваме дека ако немам ништо со сето тоа, јас би сакал да нема ништо, нели сите ние сакаме, можеме да очекуваме сериозен прогрес во таа борба, односно да добиеме едно навистина обвинителство кое што ќе биде обвинители кои што ќе имаат интегритет, кои што ќе служат на правдата, кои што ќе им служат на граѓаните, а не при тоа да бидат делители или гонители селективно на кривичните дела. Професорски, нема што. Да, секојачи. Господи Величковска, интересно што господинот нов јавен обвинител доаѓа од истото место кај што беше претходниот Љупчо Коцевски, кој нема за што да се спомне неговото име, бидејќи нема никаков успех во своето делување. Вие доаѓате од кривичниот суд,
како советник и председател на Независен судски синдикат, но не само тоа, вас ве прашувам, како вие го толкувате наименувањето на новиот судски јавен обвинител, познавајќи го, верувам дека го познавате. Да, лично го познавам. Јас секогаш велам, не е тоа утопија, Македонија може да го има својот македонски Фалконе, кој ќе се спротистави и бори против октоподот, против криминалците. Да, сепак тој доаѓа од мојот суд, матичен од кривичен суд, и сметам дека ќе максимално ќе одговори на дадените задачи, односно е професионалец во својата работа, докажан професионалец и нема тука да има никаков проблем. Се надевам дека ќе бидеме задоволни сите од новиот републички обвинител. Професоре, ние велиме дека сакаме да го имаме тој македонски Фалконе. Ја повеќе пати ми го тоа спомнав. Од едноставна причина, бидејќи народот му е преку глава. Оплячкане до даска. Јас ги спомнам тие 32 милиарди буџетски средства украдени од СДСМ и ДУИ во изминатите 7 години. Нашиот вице-премиер замина за Америка разговор со Светската банка за да се направи еден договор за инфраструктурни проекти кои нас не поврзуваат кон светот и за економски просперитет. Имаме тука повторена една суштина. Дали тука може да дадете една оценка зошто до сега и меѓународната заедница која донесува гарнитура што била насадена СДСМ и ДУИ, не реагираше на криминалните дејанија што ги сториле? Јас тоа сум го пишувал неколку пати во своите колумни и навистина е жално зошто меѓународната заедница нека ги остави социјалдемократите буквално да го руинира дополнително систем. Тоа и така, мораме да признаеме дека и претходно беше разнишан, меѓутоа тие дополнително го руинира и едноставно се водеа одредени процеси се со цел од она што сега го дознаваме, слушаме, да се рекетираат бившите политичари за сметка на актуелните политичари кои што беа, кои што сега се повторно во опозиција. Меѓутоа тие тогаш се посветија најверојатно на иако не постигнаа некои забележителни успехи во делот на таа меѓународна стабилност, односно повеќе би рекол на од аспект на меѓународната наша интеграција во Европската Унија, меѓутоа и тука видовме дека тие некако не се спремни да одат до крај, во смисла да ние, ако го решија проблемот, да речеме, јас не го прифаќам Преспанскиот договор, бидејќи сме сведоци дека Грција се уште не ги исполнила своите обврски, а ние не чекавме ни 24 часа да поминат, да ги реализираме. Дури одевме и надвор од она што го нема во Преспанскиот договор, да го реализираме. Се одеше до тој степен да се вади, дури го спомнавме, знаме Кутлешот го спомнавме, од канализационите шахти, па ги брусеа, ако се сеќават. Значи, тие на некој начин беа посветени, меѓутоа од друга страна на тој дел на решавање на проблемот со Грција, меѓутоа ни го створија другиот проблем на кој што и ден денеска не реагираат со нашиот источен сосед, со бугарите, кои што настапуваат мощне, шовинистички, агресивно настапуваат, уценувачки настапуваат и со право нашата власт и сите ние како граѓани, сите јавни анкети јасно покажуваат дека не сакаме да бидат вметнати бугарите во уставот. Не ги сакаме ние како луѓе, меѓутоа поради тоа што нивните власти допринесуваат со ваквото нивно агресивно и шовинистичко однесување, билјете очигледно е дека тие се обидуваат да прекројат нивната историја, почнувајќи од фашизмот, па и уште понаназад, приграбувајќи ги, прогласувајќи ги за бугари нашите македонци, историчари, дејци, просветители и така натаму од револуционери од минатото, па дури се направи таа комисија страшен ексцес се направи со формирањето на комисијата и со тие отстапки кои што ги направија токму во делот на ретуширање на бугарската историја. Меѓутоа, добро е што е застанато таа комисија од една страна, од друга страна Европската Унија мора да заземе потврд став према Бугарија, за да на некој начин им укаже. Ние
доаѓаат од време на време позитивни ветришта, дуваат на некој начин, или пробни балони се пуштат, меѓутоа пак ние не можеме да бидеме сигурни што прави Европската Унија во овој дел, бидејќи бугарите се продолжуваат со таа нивна агресивна политика. И затоа можеби е добро дојдено она што деновиве исплива во јавноста дека за некоја втора лига на Европската Унија. Да, јас сум еден од тие кои што го прифаќаат тој предлог, меѓутоа со јасна гаранција тоа да не биде трајна состојба. Ние сакаме да влеземе на првото скалило, меѓутоа се со цел да можеме да учествуваме равноправно, да се остваруваат основните цели на Европската Унија, слободното движење на стока, услуги и така натаму. И во тој сегмент тоа да не биде трајна ситуација. Да се надевам дека ќе надвладее разумот во брзо време и ќе можеме конечно да видиме светло нели во овој мрак кој што стои на меѓународен професор, да, тоа е убаво начавте тоа третиот блок на прашање. Па јас сум добар за малку. Да, во ред. Јас и господината Величковска ќе ја прашам околу тоа клиентелизмот, тоа рекетарство, да го наречеме, на политикантите кои дојдоа наметнати, октрирани да го сменат името на државата. Професорот надзира, даде еден одговор и да се заокружи тој вториот дел од проектот Бугарскиот диктат и затоа не посегна да не тргна да се бара казнени одредби на власта на Зоран Заев и Али Ахмети. Како вие како кривичареве, вие сте иден судија, бидејќи сте стручен соработник, советник сте, во кривичниот суд, за разлика од судиите кои, реков, таквите случаи и чуваат во фиока, обвинителите исто така, а подопрен глас се требаше тоа биде во функција. Како е вашиот коментар на се тоа што го кажав? Дали вие сметате дека и натаму треба да биде на предна станица толеранцијата, мижењето на криминалот и се тоа што Европската Унија ни го наметнува како една обврска или еден вид хипокризија на дело? Ма секако дека не треба да замижиме при ваквите одлуки, односно треба да се мислам дека треба тука и нашата борба да се изберат судии од стручните соработници кои подлегнале на притисоци, кои не се додворуваат на Европската Унија или на некој од страна и кои честно и со свој став ќе ги заземат своите позиции и ќе донесат секогаш. Колку бројка сте, колку броите како стручни соработници кои чекате судско столче? Значи, како стручни соработници во цела Македонија бројка сме 300, помалку од 300 вработени, од кои сите се со положен правосуден испит, од нив пола се над 10 години, 15 или 20 со стаж во судовите и се квалитетен кадар кои можат уште одма да седнат и да работат и тешки кривични дела, бидејќи од Академијата изборот на новите судии, они не можат да работат на дела на затвор над 5 години, односно ги пренасочуваат во прекршоци или во граѓански суд со мала вредност, па секојдневно имаме иземање на тие суди и затоа застаруваат и предмети, настанува општ хаос, бидејќи новите суди од Академијата се иземаат за предметите од поголема вредност. Да. Што значи? Бројката 340? Да, меѓутоа од половина ние бараме како независен синдикат да се изберат суди комбинирано, односно уште утре да бидат суди. Да, дел да бидат од Академијата за суди, а дел, односно првично да се изберат од стручните соработници кои се над 10, 15 или 20 години во судот, работат со положен правосуден испит, да бидат избрани од судскиот совет, односно и обвинители од советот на обвинители, бидејќи до сега избор судскиот совет не правеше. Судскиот совет само ги избираше оние кадри кои Академијата ги рангираше први, втори или трети по ред. Немаше функционален избор судскиот совет да може да избира. Само што ќе му налагаше Академијата, тоа мораше да го прифати. Сега, ние предлагаме да се изберат од стручните соработници, два огласа да има. Едните во судовите во кои има потреба, например кривичен, граѓански, треба 10 суди, да се избере од стручните соработници и потоа може пракса од 6 месеци во Академијата за суди,
вториот оглас да биде од, ако не се пополнат судии од тој оглас, да се пополнат од сите судови низ цела Македонија, и третиот оглас да биде од Академијата за судии и обвинители, доколку веќе се исцрпи бројот на стручните соработници. Значи, овде, со овој наш предлог, ќе се зголеми довербата на судството, како во минатото, 50-60% кога беше, бидејќи ние предлагаме кариерно унапредување, односно, ќе ги мотивираме стручните соработници, правниците да се заposlуваат во судот, да се челичат таму 10-15 години со цел да имаме квалитетно судство, односно тие понатаму да судат, а не да судат значи вработени во академијата, односно слушатели на академијата кои со 2 години фиктивно вадат потврди дека работат во некои фирми и стануваат суди. Значи не сите. Ако ми дозволите да се надополнам. Да. Јас се поздравам ова идеја на синдикатот и навистина сметам дека имаме ние сериозни стручни работници, стручни судски соработници, кои што сериозно ја познаваат проблематиката. Тие работат бар со судиите, да не бидам малициозен, поголем дел од нив дури јас носат целата работа во име на судијата, кој што едноставно се појавува како спикер, а стручната работа во најголем дел ги вршат стручните соработници. И сум сигурен дека тие се многу поквалитетни со оглед на практичното искуство кое што го имаат, нели, спомнавте 10 на 15-20 години. За разлика од овие студенти кои што излегуваат од Академијата за суди и јавни обвинители. Што не завршен факултет, Значи, сведоци сме дека имаше многу манипулации во таа Академија за суди и јавни обвинители. Јас бев едно време и еден од предавачите по предметот уставно право го предавав таму. И чинам дека знам од прилика кој колку знаеше. Меѓутоа, излегува многу афери, луѓе што со незавршени факултети, со фалсификување некои дипломи, дојдоа да бидат промовирани во суди и обвинители. Страшни, и тоа остана некако не санкционирано, не казнето. Од друга страна, добро е што тие не можат да судат по кривични дела, со кои што надминуваат повеќе од 5 години санкција, односно казна затвор, за да нешто научат. Меѓутоа, во една ваква ситуација, кога имате недостаток на суди, овие стручни судски соработници може да бидат најголемиот спас за нашето судство и да го мрднат од мртвата точка за многу кратко време, каде што ќе имаме побрзо решавање на предмети, немаме да имаме чекање толку. Од друга страна ќе се зголеми нивото на квалитетот, а оние кои што завршиле полека нека си го печат занаетот од најниските нени, од приправник па дури понатаму. Тој ресет, дали е фикција или вистина може да се направи? Може, ние беве моментално до премиерот, поднесовме барање до премиерот, во моментот се работи Законот за Академија за суди и јавни обвинители, во кој бараме да се изменат одредбите во Законот за Академија за суди и јавни обвинители и Законот за судови, кој најверојатно ќе биде донесен до крајот на годинава. Значи, суштината на предлогот е начинот на избор на суди и јавни обвинители кој содржи комбиниран модел за избор. Она претходно што го кажав. Значи, да се бират од стручните соработници. Исто така сакам само да напоменам дека во Холандија не постои академија, во САД нема академија, сега да не ги набројам, во Велика Британија нема академија за дело, во Франција постои национална школа за магистранти која врши селекција, во Германија нема академија, што значи може и кај нас да направат се со цел да се намали притисокот и акцентот кој се става на академијата, бидејќи ќе се избират суди и јавни обвинители во основните судови и управниот суд и основните јавни обвинителства непосредно од страна на стручните соработници. Исто така ќе се намали политичките влијанија, корупцијата и непотизмот при избор на суди и јавни обвинители и при упис на академијата. До сега беше тоа потврдено дека имаше такви ситуации во академијата. Ќе се возможи избор на кадар со практично знаење и искуство и ќе се возможи зајакнување на правосудството. Да, интересно, професоре. Госпоđа Величковска спомна, во Америка немало, така? Нема академија за суди. Голема, им благодариме на нашите стратешки партнери и Соединените американски држави за секоја помош, наистина, од се срце. Не некоја малициозност, напротив, знаете, јас секојаш реков дека ја поддржам ова држава и е една вистинска држава која ни помага, меѓутоа, за жал, тие што треба да таа помош да ја ефектуираат како инвестиција за македонската добробит, оди у крив правец.
Мислам дека проектот со Академијата е проект на Европската Унија. Да, Да, меѓутоа, САД даде голема финансиска подршка, финансиска. Добро, јас не се сеќавам. Јас знам дека госпоѓата Агелер... да, добро. Меѓутоа, ево сад... Очигледно дека сака да напредува системот така како што е воспоставен, меѓутоа установила и реагира... Мора да ги установат лошите, нели, негативностите од сето тоа кои што акцентирала дека има фалш и фелер во ова институција. Тоа што треба побрзо да реагираат во насока на измена на законот. Се уште има предмет во организиран криминал за Академијата. Да. Со оглед дека говориме почитувани во рамките, во очи, во предвечерието или да речем за неколку дена ќе се даде на дневен ред, ќе се постави името на господинот јавен обвинител Неновски да за нов државен јавен обвинител. Дали треба господин Неновски да го има пред се ова што ние вечера говориме и на други Савевски, пардон, Ненон Савевски. Лапсус, простете, господин Савевски. Со оглед дека на народот му е преку глава. Дали пред се најголемото злодело е предавството, односно промената на името. Што народот бара, но народот му гори. Со еден збор Зоран Заев и неговата клика направи идентитетски геноцид со променот на името. Тоа има ли поголемо кривично дејание, професор? Знаете што, мојот став по однос на ова прашање е јасен. Јас бев против, тоа имам многу написи напишано на таа тема и сигурно дека голем предизвик за јавниот обвинител треба да биде и оваа страна на медалот. Тој сигурно ќе има премногу предизвици. Предизвикот со Артан Груби, кој што сега предизвикот она што со неговите довчерашни колеги, кои што од специјалното јавно обвинителство се вратија нели во обвинителството за организиран криминал и во другите нели обвинителства, да поработат на сите оние аномалии кои што ги слушавме пред неколку дена од еден бивш јавен обвинител, меѓутоа имаше и други јавни обвинители кои што се спротивставува на начинот на одредени нивни колеги како ја вршат својата работа и често пати слушавме за нечестни игри токму во тоа. Значи тој мора да почне од сопствените редови да го очисти сето тоа и за да покаже интегритет во тој сегмент. Јас би сакал да биде храбар и да оди докрај за да можеме конечно не само да мрднеме од место, туку да видиме сите бенефит, да нема повеќе, да не бидеме свидетели на селективна правда. Не можете вие да одредувате притвор за политичар, домашен притвор, а некој за банално кривично дело да го стрпате во затвор, да лежи во притвор, да лежи по 6-7 месеци и така натаму. Максималното нели да лежи. Значи тука мора да ги направи првите чекори и мислам ако така постапи сигурно дека ќе има голем успех. Така. А и не само тој личен, туку и самата нашата држава, и сите ние ќе имаме бенефит како граѓани. Дали народот одве чека да го се случи конкретно нешто правичност, правеност, бидејќи народот не заслужува ваква некоректна, непринципиелна, ненародно однесување пред се од тие што ги гласале да бидат нивни представници пред институциите на системот. Тоа се 34 години. Ние еве и сега сведоци сме начинот на кој што голем број на сторители на кривични дела, дури на некој начин кога ќе ги сликаат камерите, некако се подсмеваат, таков јас впечаток имам. Доаѓа весел, договор, еве сега последниот нели бегалецот овој Груби кој што се врати некако насмеан, расположен, како да е сигурен, како да знаеше однапред дека нема да биде во притвор. Како да освои златна медала и го чекаат на трифалната како победник да е победник. Впрочем, такви имавме многу такви изливи на доминација на политичарите, на недопирливост на политика, дека се нешто посебно, бевме сведоци сите овие години наназад. И тоа не смее повторно да ни се случи. Сето тоа мора да биде доколку се утврдат елементи на одговорност, а има елементи на одговорност, треба сериозно да одговараат за таа надменост, а да не говорам за сторените зла
и милионите, односно милиардите украдени пари од овој нападен сиромашен македонски народ. Госпоđo Величковска, с оглед дека јас се надам дека после оваа емисија сакам позитивно да испратаме на енергија за сите вас стручни соработници, советници, да веќе го заземате вашето место, вашето столче, да го представувате судот како институција каде ќе се дели правда, каде ќе се борите против криминалот, против корупцијата, против злоделата, а не да ги кријат парите во зид, сокриени пари во зид. Од дедому, од пред не знам колку години, не може те врата од 2000 година, не може едино Алтани. Дали сметате дека и доаѓаме во ситуација дека ова политичка гарнитура сега што е на власт и е сигурна дека ќе го доживе, дека ќе го направи тоа, и дали сметате дека ова не е само една фикција, што викаме тој збор го потребам, туку цврст чекан удирање на топодот во глава? Па јас се надевам дека политиката ги трга рацете од судството, дека правдата ќе излезе на... Ќе бидете склони, дали ќе бидете слаби на црвен телефон? Не, значи слабост во судството не треба да има, значи треба да бидеме цврсти, и се надевам исто и со новиот републички обвинител дека сето ова ќе се промени, ова слабост на судската карика, односно како трета власт, дека исто и така со новите измени на закониве што ги донесе Министерство за правда заедно со владата, нели, законот за судски совет, законот за совет на обвинители, еве сега законот за Академија за суди, секако ако влезе и нашето барање во тоа, законот за судови, законот за судска служба и законот за обвинителска служба, дека веќе еднашка ќе тргнеме напред, односно судството ќе биде независно. И во наредна емисија се надевам да збориме за поведри теми и успеси на судството и довербата да се покачи. покачи. Дали треба политичките партии да бидат фонтана? Само дозволите, ние ги забораваме двете клучни институции, Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. Тие се клучни кои што едноставно ги избираат и односно ги разрешуваат. Ги разрешуваат судиите. Значи, мораме тука да поработиме на реформа и да конечно дојдат вистински луѓе кои што ќе го представуваат, ги представуваат овие две институции. Повеќе од јасно. Кои што ќе имаат правилен избор, а не како избор како што беше досега или како што беше во минатото. Така да клучни во една ваква ситуација се токму и овие две институции на кои што мора сериозно да се поработи во иднина. Јас не знам содржината на новиот закон за јавно обвинителство. Предпоставам дека сегашниот министер за правда кој што го подготвува, нели, ќе води сметка за ова, и јас се надевам дека за брзо време ќе дојде и до мене содржината на законот, па ќе излезам во јавноста со своји стручни ставови по однос на овие две клучни институции. Тука една само на запирка, убаво е, кажавте дека институцијата, значи законодавниот дом ги изгласа. Од потоа ги суспендира, отставка, значи падна. Не, тие изгубија довербата. Изгубија довербата. Значи, законодавниот дом е представник на граѓаните. Морално, честно, на представниците на Судскиот совет, кај мума не ги ладеше. Едноставно изгубија доверба и тоа нешто не им... Не, Советот на јавни обвинители, чинам дека му беше изгласено. Да, дури беа дрски. На Судскиот совет имаше, да, во Судскиот совет имаше, да. Добро, не знам кај беше, знам дека голем дел од нив им беше изгласена недоверба. Ако ви е изгласена недоверба, тие бараат сега празнини во законот. Меѓутоа, јасно е кажано, оној кој што интерпелацијата е уставно прашање, и интерпелацијата значи, а кога ќе изгубиш довербата, не треба да чекаш да те брка, туку едноставно треба сам да се замислиш. Ако имаш морал, Судски совет тамева ја... И тука мислам дека и власта малку потклекна, односно остави вакуум простор, и тоа некако се стиша како да не. Клучно прашање дека тие немаат легитимитет понатаму да продолжат се работа. На нивно место мора да се изберат други кои што ќе имаат, кои што ќе имаат поголема доверба. Ајде ще прашање во контекст на сето тоа што ги слушам со политичките партии, како фонтана на желби. Не ми се допаѓа уставниот суд што се произнесе
за и околу Safe City, безбеден град. Тоа излезе, да, не ме секам сега реклама да им правам на тие табори, со оглед дека тоа е најпозитивен закон или најпозитивно нешто што му се случи на Македонија во делот на менталитетот. Почитувани, простите. Зошто вика менталитетот? Менталитетот е наш таков. Ама ајде, нема врска, јави се, ќе скине пријавата и ред други работи. А која е консеквенцијата? Смртни случаи колку без нерегистрирани возили и така натаму. Ај со вас ако може да почнам. Што имате да кажете за идејата, односно на незадоволството на политичките партии од ставот на Уставниот суд дека го прифати и не го суспендира иницијативата за неуставност? Па јас лично сметам дека законот за Safe City е значаен чекор кон модернизација на системот за контрола на сообраќајот и зголемување на безбедноста на граѓаните. Автоматската евиденција на прекршоците преку современата технологија придонесува за поголема транспарентност и доследна примена на сообраќајните правила. Воедно, сакам да напоменам дека сега, откако се применува овој закон, односно откако овој систем стапи на сила, судовите имаат многу поголема работа, односно повеќе предмети и од тука треба да се размислува за зголемување на кадровски решенија, како навремено би се решавале овие предмети. Имено, 438 правни лица за овој месец дена поднеле приговори до кривичен суд, до прекршоци кај нас. Физички лица 64, што значи минатата година ако сме имале 14.600 предмети годишно во прекршоци, сега за овие 3 месеци, вклучувајќи го и последниот месец со Safe City, имаме 6000 предмети. Во рамки на годината би имале дуплирање на прекршочните постапки. Значи, законот е одличен, меѓутоа системот е добар, меѓутоа би требало да се води рачун дека кадровските ресурси во судовите се и онака слаби, значи немаме записничари, стручни соработници, па и суди ќе фалат, работата ќе биде дуплирана, значи треба да се води и апелирам до Министерство на финансии да ни одобри средства, односно за нови вработувања, бидејќи навремено да можеме да решаваме по овие преставки. Инаку сме задоволни. Многу ви благодарам за одговорот, професоре. Таа фонтана на желби што многу им се удоволува на политичките партии, особено на албанскиот кампус. И мада и покрај тоа моја општа оценка не заслужува да се нарече кампус, се збори нешто продуктивно, ефективно, интелектуално. Ова е даун, но на дното. Значи, зошто не е на албански јазик? Па еве да Америка има од 195 нации во Обединетите нации, има 260 нации кои живеат. Да не ги бројам сега колку што ги знам. Дали на сите треба да им се испрати порака? Не молам. Тоа е несериозно. Реков менталитетот. Нашиот менталитет е многу не знам како да го споредам и затоа нас не примаат во ниту една асоциација, бидејќи имаме лош негативен менталитет. На протекционизам, на неказнивост и така натаму. На заштитени и поединци, и етнички групации, на доминација на одредена етничка групација. Та мајоризација направена од малцинството, значи, повеќе од јасно дека се претерува во овој сегмент, меѓутоа тука се виновни најголемите македонски политички партии кои што заради мир во куќа често пати замолчуваат и замежуваат пред одредени барања кои што се граничат некогаш и со небулоза. И тука мора да се стави крај на постојаните барања кои што се неосновани од една страна, а од друга страна не кореспондираат со принципот на граѓанство, односно кореспондираат со принципот на фаворизирање на одредена етничка групација, бидејќи сите граѓани се еднакви без разлика на која етничка групација припаѓаат. И оттаму со тоа, ако така постапуваме, тогаш исто така ќе може да се повикаат и другите, иако во Уставот јасно кажано, дури јас и денеска сметам дека воведувањето на втор службен јазик, кое што го направија во времето на Социјалдемократскиот сојуз, така
дека беше неоправдано, се покажа непродуктивно, бидејќи тоа не само што го оптоварува буџетот на институцијата која што работи, меѓутоа не се постигнува ништо, крај крајава, ништо дополнително. Од друга страна, овие барања кои што произлегуваат од нормалните барања, мислам дека во позадина имаат сосема нешто друго, посебно ја го спомнавте Safe City, бидејќи ќе бидат откриени голем број на кривични дела, на сторители на кривични дела. Луѓе кои што возат, да речеме, нерегистрирани возила, што ќе им бидат земени сега со законот, претпоставувам дека, не сакам да укажам, кај одредени етнички групации, може би тоа е доминантно, па ќе бидат подложни под системот на правда, односно под санкциите кои што ги налага. И оттаму може би е повеќе да го заштитат своето членство, кое што може би послободно се однесува во делот на почитувањето на законите и поминувале до сега може би неказнето. Може би е тоа позадината на сето тоа, што не би требало сигурно дека да се прифати и добро е што пресече Уставниот суд. Да, во секој случај, председателот на Уставниот суд, јас се надевам, од ова место, јавно го поканувам во гласот на народот, ве почитувам, наистина, почитувам судија, со тоа што сте народен човек, јавно покана моја во наредните емисии да бидете соговорник мој, без да ги запознам тие форми со имейл, јас сум против тие бирократски правила и односувања, значи народот ве поканува да бидете дел од гласот на народот. Велите да, со тоа што менталитетот е таков наш, што мора нешка да се пресече. Имајќи факти, јас нема да го спомнам по име, политички фактор, субјект во Македонија, кој рече, ако не е солвентен кадар, не мора по секоја цена да биде албанец, србин, ром, влав и така дали. Ако нема, бидејќи де факто и де јуре, Македонија треба да се почива врз основа на учен, потенцијален, мислам интелектуален потенцијал и кој ќе води државата на по вистинската траекторија. Но не ли е само омаловажување кога се принудени граѓаните, без разлика кога конкурираат некаде, кога треба да биде по клуч примен одреден член, да речеме, на одредена партија, припадност, по одредена етничка припадност. И тој мора да се пише како таков, за да може да успее. Каде е тука принципот? Ние велиме во Уставот пропорционална застапеност, да, меѓутоа таа застапеност пропорционална не смее да биде во спротивност со стручното, со усовршеноста на човек. Вие не можете по секоја цена да ставите србин, албанец ли е, босанец ли е, турчен ли е, ако имате подобар дали е македонец или од друга етничка заедница. Ние треба да водиме сметка пред се приоритетно за стручното, за кадрите, а дури секундарна треба да биде, односно терцијарна можам да кажам, да биде припадноста. Меѓутоа пак припадност, меѓутоа со знаење, а не со незнаење. Не можете вие во администрацијата да ви лежат, односно да не доаѓаат на работа, или да не знаат што работат воопшто, а да примаат плата од буџетот. Од буџетот кој што го полнат граѓаните на Република Македонија. А така ги имаме за жал многу. Ги имаме многу. Слушнавте последната ревизија во Министерството за порачно политички систем, сега за односи со прочитавте ли ревизорскиот извештај? Колку луѓе, не само лаптопи, возила, колку луѓе не доаѓале на работа. Немаат евиденција, милионски суми се работа. А истиот тој си спи и лежи на бела постела, а другиот што направи некој кривично дело, ајде да речем, јас сум против сите кривични дејанија. Сите треба да одговарат пред лицето на правдата. Си седат за дрешетки. Таа дискрепанца фактички создава голема нервоза кај обичниот смртник. Вклучувајќи и мене, јас затоа реагирам, бурно реагирам, бидејќи не може да се толерира сите овакви работи. Професоре, госпожо Величковска, мораме да го спомнеме и ова што го дадов во најавата за скандалите што се случуваат во светот, особено со нашиот источен сосед. Се насмеав. Луѓе мои, па знаете ли, сите знаеме кај бевме
и во поранешниот систем визави ова држава која е дефинирана како најкриминална во Европската унија, најнеекономски слаба и од политичка одлука било примена со Румунија веднаш експресно ради ракетниот штит со русите, а Македонија очекана 20 години. И велам до кога вака. И конечно, најголемиот македонец, за мене е македонец голем, Менкиновски, кој навистина да добие црн печат на пасош, на патната исправа, од држава која вели дека е европски дефинирана, профилирана и така натаму. Еве, тоа сакам да го... Вие сте професор по уставно право, предававте уставно сега политички систем. Уставно право. Уставно право. Чесно е на светот му се упати една порака, една критика, дека вака не оди. Не ни треба Европа во втора брзина, као на фудбалските, знам дека сте по спортот, како беше Макрон ја дефинира Европска унија. Концентрични кругови. Да. Но дали е вред, еднаш кога им рече нон пасара, не може да поминеш, бре. Не може така да оди Бугарија со ваков начин за 20 Па јас се кажав претходно, премногу се компромисни. Тој фамозен консензус на кој што се повикуваат, нели, консензуални да бидат одлуките. Еве, честопати слушаме најави дека треба да постојат реформи. Впрочем, и Вишеградската група честопати се залага да голем број на прашања се решаваат со одредено квалификувано или апсолутно мнозинство, да не биде консензуално, бидејќи на некој начин не може да мрднете ако немате една членка да се спротивства. Во овој случај Бугарија да се спротивства, ние не можеме. И впрочем, еве гледаме дека не можеме да мрднеме напред. И тоа е еден апсурд кој што ја следи Европската унија и што побрзо го промена, тоа ќе биде подобро и за незиниот начин за функционирање, меѓутоа и за идните членки, еве, потенцијални членки, сите кои што ги споменуваат, нели, сите држави од Западен Балкан, па вклучувајќи како политичка одлука, нели, да биде и Украина како резултат на евентуалното договарање со Русија за одредени отстапки, па како нели, како надоместок да дојде брзото членство во Европската унија. Да, тоа го гледаме како техничка ситуација. Се сеќавате Каја Калас кога дојде тука после Кошта каже, рекол, изјави, нема шанси, морате да го смените уставот. Една недела потоа доаѓа Каја Калас, ако варијанта А не успе, варијанта Б. Но нам прашањето беше толку за Менкиновски, како професор, како интелектуалец. Како е дефинирано? Тоа е сериозен преседан кој што го направи Бугарија. Недозволиви е да забраните на граѓаните да си изберат свој адвокат кој што ќе ги брани вашите интереси. И тие очигледно дека не можат да се помират со победите кои што преку пресудите на нив ги издействува Менкиновски како адвокат на ОМО или нели, на нашите македонци, колку се 16-17 пресуди кои тие не ги извршува. И од тому тие не може да се помират и се обидува на најнизерен начин да се обидат да не му даваат лез на човекот, што сметам дека ќе падне брзо како одлука, бидејќи ќе реагираат тие снапските институции, меѓутоа би требало да реагира и Европската комисија. Така. Со оглед дека навистина со љубов ги пишувам колумните и по дневна основа и никогаш не останав недефиниран за се да реагирам. Имајќи факт, не знам дали јас кога ќе заминам Бугарија, ќе добам не еден 10 печата црни. И не од причина, али само да подсетам почитувани, прв и единствен новинар кој заминал за Бугарија 2004 кога добив црвен картон од Бранко Црвенковски, СДС ме избрка од МТВ и работе во оваа телевизија, мислим не Вестел, АТВ. И направив единствена емисија од 6 часа за бугарските курорти, како што велат, од Албена до Приморско. И јас ја дефинирав македонско-бугарската политика како добрососедска. Верувајте ми, со подпредседателот на Бугарија имав интервју, со министерот за внатрешни работи, и јас ова мора да го кажам, од причина, таа реди во таа рубрика на Срце ми лежи, но да упатам порака, почитуван господине Румен Радев, ве молам, знам дека сакате да бидете премиер, меѓутоа не е убаво да напаѓате Македонија
како проруски настроен, ако сте руски пилот и покрај тоа велат дека сте стручен пилот изграден во Америка, но сепак со руски амбиции и руски симпатии. Не е убаво, затоа дојавте одговор од госпоѓата Марта Кос, која спомна, јас тоа го пишав во последната колумна, Европска унија нема да прифати тројански коњи, алудирајќи на држави кои се проруски настроени. Јас не сакам против Русија да зборам ни најмалку. И таа е држава која треба да се почитува, и сите држави, но државата Македонија има дипломатски однос на однесување. Значи, со никого да не води негативна политика. Тоа е мој коментар за оваа ситуација. Ајде одиме во контекст на сето на добро за ситуацијата за професор по уставно право сте. Колку е тоа, тие во пописот бугарите не покажа некоја енормна бројка, дека треба да видат дел од нашиот устав кој е сменет, исправете ме, професор, колку пати е сменет нашиот устав? 36 амандмани имаме, мислам, некако. Така. Дали тие се кукаат, плачат? Ние знаеме зад сето тоа стое да утре, како што албанците им наметна со ова 20%, тоа е октруирано со рамковен договор. Дали вреди тука да дискутираме за пописот и тој вештачки попис што ни го наметна Европска унија, Заев по дефиниција го реализираат. Ајде, за тоа малце да збориме да им ги подсетиме граѓанството. Не знам дали добро ве разбрав. Да, ние имавме попис таков како што имавме, со многу контраверзи, со многу одредени решенија кои што беа на некој начин полуправни, па ни се случи да дел од граѓаните, посебно припадниците на албанската етничка заедница, се обидува да другачие го толкуваат, да ја толкуваат таа одредба. Сега не ме држите да збор, не знам тачно како гласеше. Правиме дистинкција меѓу водно на резидентното население, кој што може да се попише и нерезидентното население, па се обидува да зголема таа бројка. Меѓутоа, пописот, меѓу другото, она што е добро, сега говорам во контекст на нашите источни соседи, јасно покажа колкава е бројката на бугари во Република Македонија, бидејќи тие се расфрлаа со 150.000, 170.000 државјанство и пасоши. Да, меѓутоа, тие се земени како резултат на економската борба, на борбата за економски обстој, за да можат да одат полесно во Европа во времето кога немавме, кога немавме Шенген, кога немавме слободен влез, кога немавме. И знаеме на каков начин сите тие се обедува со фалсификувани документи да дојдат и со изјави кои што не ги чувствуваат од срце, а мораат да ги дадат, бидејќи беа уценети за да го добијат тој пасоч, и тие мафтаа со сето тоа и тоа падна како балон. Впрочем, преку тој тие праве и голем бизнис, поготово партијата на Каракачанов, кој што беше предводник на целокупната оваа работа. И оттаму, јас не знам колку беа точно, помалку од 5.000, мислам дека се бугарите. И тие, никој не може да се пожали. Ги уживаат сите права. Значи, во Република Македонија е позната како држава која што далеку припадниците на етничките заедници на малцинствата ги уживаат правата многу повеќе наспроти европските конвенции, наспроти сите други документи кои што ги регулираат нивните права. Во било која држава немате да најдете такви права како што уживаат во Република Македонија. И пак уште никој не е задоволен. Да. Страшно е. Да, но еве, дали очекувате дека треба во контекст на се тоа, јас и повеќе пати спомнав дека ова актуелна политичка гарнитура вети дека ќе направи една ревизија на тој попис октруиран, во кој организаторот се колнел, исто како и Заев, дека е честен, реализиран, а знаеме како е тоа реализирано. Ама да ве посетам јас, сетете се дека уште на времето, кога председател беше Зоран Крстевски, чинев на времето на Љупчо Георгиевски, и тогаш имавме дискутабилен попис, бидејќи за прв пат тогаш бројката на албанците дојде до... Вилјата година мислите? Па не се сеќам. 25,7 колку беше? Да. 22 или 23,7, не знам како беше. Иако сите велеа дека таа бројка е многу помал.
Меѓутоа, тоа беше очигледно наметнато како резултат на бројките, односно на амандманите кои беа усвоени со на рамковниот договор, тие фамозни 20, за да биде бројката на 20, да се оправда таа одредба која што Бадинтер и компанија ни ја вметна со уставните амандмани во имплементирајќи го рамковниот договор. И сега е злоупотребен во крајни граници. Тој исклучиво важи само за македонците. Знаете што, само сакате да додадете нешто? Не, окей. Сакам само да додадам дека почитуваната Дорис Пак, јас ја поздравувам. Ние имаме комуникации со господјата Дорис Пак. 2004 година на еден мој представ во Брисел, и тоа беше наистина интересна средба, изјави дека албанците во Македонија се 14%, со тој попис од 2002. Значи, ова е изјава оф рекорд, меѓутоа помина, ајде речам, декласифицирана информација. Меѓутоа тоа е наметнато со сила. Така беше и овој попис. Јас не туку така го споменав. Значи, тоа е од госпоѓа Дорис Пак, ја нема да импровизирам. Господо, почитани, одиме на темата, рековме дека повеќе теми офативме, бидејќи не обнибус во секој случај. Ќе ми дозволите, госпоđо Величковска, предизвик ми е што сте тука со нас заедно и професорот ќе даде одговор. Една од столбовите во државата е синдикатот, кој што треба да ги брани интересите на македонскиот народ, работник. Утре, колку што почув, дали утре се организира некој протест. Не сакам реклама, али сметам дека е една контроверзна личност кој проструил во медиумите дека добива околу 3-3.500 евра месечен надомесот или плата, велам проструила информација. Ги повикува луѓето на штрајк. Од друга ситуација, народот бара за наводно покачување на минималниот личен доход од 600 евра. Господјо Величковска, ви сте председател на еден силен синдикат, независен судски синдикат, и го поздравам вашиот колега Ристевски, кој наистина сте силни борци. Како го толкувате сето ова? Како ја гледате ова персона која навистина во една ситуација измечарува народна забелешка? Дали е коректно да се злоупотреби институција синдикат на сметка на народ, на ова ситуација во која се наоѓа македонски народ, оплячкана, ограбена, уништена, со преку реков 34-5 милиарди, тоа се пари народни, и да бара покачување на 600 евра минимален личен доход? Јас лично сметам, како председател на независен синдикат на судска служба, дека секое членство во синдикат е доброволно, исто како и очленувањето од синдикатот. Ние имаме проблем конкретно со тој синдикат, ние вработените во сите институции, па и во судовите и обвинителствата, бидејќи не може да се отчленат од тие синдикати. Што значи поднесоа и тужба во надлежниот суд, граѓански, сега чекаат и од апелација второстепена пресуда, нивното образложение е дека користеле вработените регрес. Значи, да не замајуваат, бидејќи регрес или К15 користиме сите и тие што не се членови на синдикат. Со тоа што они така ги држат во заложништво тие членови, се представуваат репрезентативни. И си дозволуваат да бараат денес ова, утре тоа, да манипулираат со јавноста. Ние не ги прифаќаме таквите смешни понуди, односно, ние со синдикатот моментално збомнавте за УПОС или ССМ, исто така ќе се надоврзам и за другиот синдикат. Значи, да не ги, и апелирам, да не ги оценуваат вработените да се приклучат кон нивните синдикати, каде што нема да можат после повеќе да излезат од тој синдикат. Доброволно е членството и доброволно си отстапуваш од тој синдикат. Да се борат за работничките права, а не за политички мотиви, бидејќи ние кога протестиравме пред 2 години, пред 2 години ние протестиравме 8 месеци и не добивме поддршка
од овој Да, сојуз на синдикатите. односно има членови во апелациониот суд Скопје им бранеа на вработените да излезат пред судовите да ни дадат поддршка. А ние секогаш даваме поддршка и на другите синдикати, бидејќи се бориме секогаш со нови барања за подобри услови за работа, зголемување на плати, нови вработувања. Значи сме отворени за соработка со другите синдикати и замислете сега и тие два синдикати сега се уплашеа од една жена и доаѓаат кај мене и постојано ми замеруваат зашто нивните членови, јас сум ги земала, не сум ги земала, јас не можам, не се тие предмет па да ги земам, сами се очленуваат и поднесуваат тужби и доаѓаат кај мене во мојот синдикат. Професоре, нема да замерите овој финалниот дел за синдикатството, синдикализмот во Македонија, ако можеме да продолжиме. Па добро, тоа е една од темелните вредности, сигурно дека право слободно на здружување. Со оглед дека во изминатите емисии го поканив поранешниот председател на Сојузот на синдикатите, господинот Живко Митревски, кој навистина направи една револуција во синдикализмот во Македонија, по кој сега те економските совети и редови работи функционираат. Тој како што изјави во емисијата, спомна за, бидејќи беше насилно, тој и неговиот секретар, генерален секретар, избркани. Ама избркани од просториите. И јас ви како го заминав, оставив 600.000 евра од финансиската потенција на синдикатот. Ги снема, нема отчет. Како го толкувате сето ова, како да речам, не знам кој збор се трудам да не бидам вулгарен, а не сум вулгарен по природа, начин на однесување на човекот кој се смета дека е далекото од Лех Валенса. Лех Валенса, господине Трендафилов, многу треба да фурни да јадете. Леп си земам за право, мене ме одбивте да учествувате во оваа еминентна емисија, се вика Гласот на народот. Кога слушнавте дека прашав во една емисија дали зимат по 3.000 евра, прво ми ветивте дека ќе дојдете и после не дојдевте. Затоа ве критикувам. Далеко сте од Лех Валенса, ја му правев интервју во Страсбург, имав таа чест. Меѓутоа, вие немате чест да го дезавуирате народот. Ве молам, како толкувате? 600.000 евра се пари. Па знаете, не можам јас да се впуштам сега во коментари, бидејќи не ги знам состојбите. Меѓутоа, еве, финансиска потенција. Имаме председател на синдикат. Еве, синдикалците можат многу повеќе за тоа не, да како кажат. професор да не кажете. Па, знаете што, ако председателот на државата знаеме колку пари има, би било нелогично да еден председател на синдикат има многу поголема плата и од председателот на државата и од премиерот. Поаѓајќи од тоа. Значи, апсолутно не знам дали е точна информацијата, дали не е точна, меѓутоа, значи, ако има некоја хиерархија, некој ред, треба да има ред и во синдикатите. Впрочем, за тоа имаме институции кои што слободно можат да влезат и едноставно да проверат дали е така или не е така, на кој начин се трошат, да се направи на кој начин се трошат. Госпоѓо Величковска, тоа не е табу тема. Ова е се во контекст на изборот и на обвинителот, новиот. Так. Видејќи веде обвинителката, беше допрен глас. Господин Живко Митревски беше пред 3 или 4 емисии, значи пред еден месец. Значи тоа е допрен глас, таа екс-официјал се уште е ВВД. Како му доаѓа? Па јас колку што знам, ако ме држи сеќавањето, Митревски имаше некоја пресуда позитивна во негова полза. Да, и не се спочитува. Ако добро се сеќавам. Еве како еден судија, ние иначе со оглед дека ви сте долгогодишен вработено во 25 години, четврт век. Да, во кривичен суд. И вие останувате натаму да бидете, простете вас, со голем пиетет кон вас и вашите заложби. Како ви го дефинирате прво како еден судија и второ како председател на синдикат? Рековме дека тоа е изјава, тука кажа председател, 600.000 евра снема. А и тој истиот утре повикува на протест. Па добро, има јавен обвинител, по допрен глас. Да, а нема ништо векош. Како ви, еве како председател на судот. Не, да не се ставаме ние во ситуација на обвинител. Не, како председателка на синдикат.
Значи, сега различно е, не можам да говорам за нивната состојба, бидејќи ние сме синдикат каде што и чланарината е многу малак, они земаат по 1% од плата. Колку е морално, етички во секој случај да се... Секако дека не е морално и не е етички, меѓутоа треба со проверени информации да видиме, да видат надлежните институции што е, како е, па да излезат со посебен став. Јас лично немам што да кажам со такви синдикати кои што не сакаат да ги отчленат своите, со сила ги држат членовите, што понатаму да кажем. Еве, не остануват некаде околу 5 минути колку што ми јавуват од режијата. Ја обичаено воспоставам не рамка, туку не е тоа правило. Една порака да испратите до гледачите. 2 минути ваши, 2 минути негови, на професорот. Ова е вашата камера. Па јас сакам да се заблагодарам прво на присуството, на поканата и да апелирам до властите и лично до премиерот, до министерот за правда, да водат рачен во донесување на новите закони, за Законот за Академија за судии и Законот за судови, односно да изненат начин, а ние им предложивме еден комбиниран начин на избор на судии, како би се покачила довербата во судството. Од овие 2% сигурно би дошло како и 50-60%, односно кога од квалитетниот стручен кадар што работи по судовите од 10, 15 и 20 години би ги избрале за судии и обвинители. Секако доколку се пополни тој кадар по вториот оглас би можело да биде преку Академијата и еднаш за секогаш да ставиме крај на овие незадоволства од судовите, исто така и од обвинителствата. Секако се во прилог ние и новиот закон за судска служба кој треба да се донесе во меѓувреме во влада на усогласување со новите плати и се надевам дека наскоро ќе бидат задоволни и вработените во судовите, а исто така и граѓаните, бидејќи најважно е да бидат граѓаните задоволни, а секако и ние вработените. Ви благодарам многу. Благодарам и ја вам. Професоре, прашањето ќе биде вака правда или притисок, може ли да се ресетира македонското правосудство? Ова е вашата камера. Да, не дали може, туку дали тоа мора да се ресетира повеќе од јасно, бидејќи се тоа што ни се случува од 1990 година, значи од чинот на осамостојувањето ние се некако правиме некои реформи, меѓутоа тие реформи не видовме, граѓаните не видоа некој посебен бенефит од сето тоа. Еве, ако ова не е една од последните шанси кои што стојат пред нас, конечно би требало да зачекориме напред со големи чекори и од тука поддршка до сегашната власт да продолжи понатаму кон она зацртано, кон она што е ветено на изборите, она што е програма, да се реализира, бидејќи граѓаните тоа го очекуваат. Од друга страна, очекувам да од опозицијата да понатаму биде конструктивна конечно. Значи, дајте да ги баталиме или да заборавиме таа борба за собирање на политички поени, туку онаму каде што е потребен консензус по клучни прашања да дадат максимална поддршка, бидејќи тоа е и добро и за симпатизерите и членовите на сите политички партии, на членовите и припадници на сите етнички групации. Значи, да престанеме повеќе да се делиме, едноставно да гледаме во иднина посветло, да бидеме сите поактивни, да бидеме конструктивни од една страна, да бидеме послободни во однесувањето и да не бидеме злобни, односно љубоморни, бидејќи во оваа држава секогаш има место за сите. Ако не е сега, ќе се дојде на власт со тек на времето, меѓутоа борбата за власт да не биде приоритетна. Приоритет да биде просперитетот на државата и сето она што треба како основа да го возможиме за подобар иден живот на сите нас граѓаните. Почитувани, што сакам да кажам? Гласот на народот е расадник ваш. Сакам овој форум да биде и е расадник, онако го кажав, регрутирав у позитивна насока и конотација. Ги представив сите политички субјекти од 2000 година, колку што го водам овој проект, до ден денеска, здраве Боже, колку ќе ме служи живот, ќе продолжам. Видовте дека ова не е изборна кампања,
Ова е што сакам ја да го предложам вам, да ви го предложам. Преку нивното обраќање, фактички вие изгласувате. Тие што треба да ве представат, тие што треба да се починат на вас, према вас, да речем, да бидат слуги на народот. Бидејќи во вистинска смисла зборот, дали е функционер, дали е кто и да е во политичкиот амбиент, тој треба да го почитува гласот на народ и самиот народ. Беше прекрасен разговор, ова е еден омнибус. Значи, не ја фокусирав стрейт само во една насока, баравме одговори и прашање, дадовме за јавниот обвинител. Му посакуваме многу среќа, прво здравје, успех и среќа во работата, заедно со своите соработници и конечно да ја донесе вистината и правдата и благосостојбата на Македонија. Реков во студиото беа професор доктор Јове Кекеновски, универзитетски професор, и магистер Јасмина Величковска, советник во Кривичниот суд Скопје и председателка на Независниот судски синдикат. Ено, замерите со дамата да се поздравам. Така е редот. Така е редот. Прво со вас почнав, во секој случај да сте ми живи и здрави, а гледаме во петок во истото време. Пријатно. Четвртина век, 25 години. Една емисија, еден човек, еден народен глас. Потсетник дека демократијата не е елитизам, туку учество. Гласот на народот со Слободан Томич, клучот на демократијата. Ви благодариме што бевте дел од Гласот на народот со Слободан Томич. Ве очекуваме утре, во исто време, на Вистинска телевизија.